Добро дојдовте во новото издание на Зебра. Како декларирано исполитизирана земја, во која активностите на политичките партии го будат најголемиот интерес кај граѓаните, повеќе отколку што тоа го прават содржините и заплетот и на телевизиските серии, втората во историјата на Македонија најава за изборен бојкот никого не остави без став. Токму затоа денеска прашуваме: што добива, а што губи македонската демократија со бојкотирање на изборите од најголемата опозицијска партија? Ве повикуваме да се вклучите во нашата дебата на веб страната на Зебра, zebraonline.mk, или преку нашите Facebook и Twitter профили, користејќи го хаштагот ZebraMK или изборен бојкот. Очигледно ова е тема на која што сите четворица во студиото имаме различни ставови и ќе се обидиме низ дискусија да ги откриеме различните аспекти. Јас верувам дека не може да се зборува за кој е губитокот од овие локални избори без опозиција, без тие да се погледнат во контекстот во кој што функционираат, односно во светлото на она што значи генеза на проблемот. Кога премиерот на 24 декември излезе со објаснување и се обрати на нацијата што точно се случило во парламентот и зошто, тој се повика на демократијата, односно рече дека тоа го направиле во името на демократијата. Во тој момент поимот демократија стана многу растеглив во општество и стана очигледно дека различните политички сили различно поимаат што е тоа демократија, што е тоа устав, закони, што значи замолување на пратениците да излезат и на новинарите од салата, што значи тие да бидат изфрлени и така натаму. Тоа значи дека практично беше суштински загрозена демократијата, бидејќи таа е невозможна без јасни правила на игра, без фер плей, односно правила кои што се разбирливи и прифатливи за двете страни. Тоа значи дека не е можно, бидејќи во тој момент, иако во Македонија никогаш немало премногу или доволно демократија, сепак во тој момент на 24 декември имам чувство дека пукна оската на тоа што значи демократски механизам и понатаму се друго е домино ефект. Тоа не наведува не притиска во ситуација каде што мора политичките страни да седнат и однова да ги редефинираат поимите и да се договорат околу тоа кои се тие правила на игра. Да ја банализирам ситуацијата. Ако играта е некаква друштвена игра и ако едниот играч во текот на играта, например карти, почнува да ги менува правилата на игра, дали другите играчи би останале да ја доиграт на масата, да ја доиграт партијата или логично е дека ќе се лутат и ќе ја напуштат играта. Така и со демократијата. Мора да постои взаемен консензус кои се тие јасни правила на игра. Имено демократијата е суштината на демократијата е во тој момент на 24 декември сушност видовме дека крвната слика на таа демократија е сериозно загрозена затоа што и едната и другата политичка елита покажа дека да ја задржат власта едните, односно да ја освојат другите, е бескрупулозна таа игра и дека во суштината не е важна за нив ни демократијата, ни граѓаните, туку одржувањето на власта. Затоа сметам дека ваквата ситуација може да доведе до бенефит, односно до едно, како што го нареков, политичко ресетирање и седнување на двете спротиставени страни или на сите инволвирани играчи во оваа политичка игра и договарање по однос како и понатаму ќе продолжи играта да се учествува и понатаму во локални избори во ваква ситуација од страна на опозицијата не значи дека демократијата која што е загрозена дека ќе се поправи. Тоа би ја направило опозицијата соиграч или соучесник или ќе му даде легитимитет на она што било направено или како што рече професорот Венко Антоновски во неговото интервју, кога нешто ненормално ќе се случи, ако вие се согласите на тоа, после тоа станува единица мерка. Затоа верувам дека е невозможно да се продолжи во вакви околности, да глумиме политички аутизам и да се правиме дека ништо не се случило. Туку треба да се седне и да се разговара и низ диалог да се утврдат кои се стандардите. Премиерот рече дека тие ќе одат на избори без опозиција, министерката Јанкуловска рече дека полицијата е спремна за демократски избори, да се користи поимот избори во таков контекст станува цинично затоа што не може да постојат избори ако не постои повеќе од една опција. Затоа за доброто на граѓаните и двете страни мора да седнат и да се договорат. Дискутабилно е во најмала рака да се тврди дека има некаков воопшто бенефит од бојкотот, од изборен бојкот во Македонија, бидејќи ние имаме и пример за изборен бојкот во 94 година кога сегашната власт ги бојкотираше парламентарните избори и од тој бојкот реално не се доби
ништо, бидејќи немаше никаква рефлексија на тој бојкот во промени некои институционални или било какви демократски, туку тогашната власт која што победи си го истара мандатот до крај и дури тогаш беше казната за тоа што се случуваше во претходните 4 години. Значи, затоа викам, во најмала рака е дискутабилно дали во овој момент ќе има некакви опипливи резултати на кратко ниво од тоа што ќе има бојкот. Меѓутоа, опипливи резултати ќе има во негативна конотација за самите граѓани и врз принципот на децентрализација, односно врз самото сваќање на локалната власт во Македонија. Значи, тоа ќе се рефлектира преку неоставањето избор на граѓаните да гласаат за градоначалници, за советници кои што би требало да ги решаваат нивните најосновни проблеми, значи на нивното мало, на нивната улица, на нивната населба, со тоа што ќе бидат ставени пред свршен чин. Значи, во македонските етнички мнозински заедници, односно општини, каде што нели двете најголеми политички партии ќе се сударат, во овој случај ќе имаме најчесто еден кандидат или можеби ќе имаме некоја независна листа, некој независен кандидат за градоначалник и од некоја помала партија. Значи, тоа на хартија ќе биде избор, меѓутоа де факто тежината и влијанието на тие независни кандидати и партии знаеме колкава е, со тоа што тоа всушност ги доведува граѓаните или едноставно да не излезат на избори или да гласаат за единствениот кандидат кој што го имаат на понуда. А со тоа реално се уште подлабоко се зарива ножот во грбот на децентрализацијата во Македонија, која во изминативе 20 години никако да профункционира. Значи, со тоа што главните партии во Македонија, значи и власта и опозицијата, не најдоа за сходно до денот, крајниот рок за решавање на проблемот, не најдоа за сходно да најдат компромис, тие фактички испрати една многу едноставна порака дека било која друга власт, односно локалната власт во Македонија не е важна, затоа што се додека таа е заложник на извршната власт. Значи, тоа е принципот по кој што функционира Македонија и со ваквата ситуација во моментов уште повеќе се влошува тој принцип и тоа сваѓање. Тука ќе се надоврзам на заложништвото. Заложници се граѓаните, затоа што едната и другата страна упатуваат и кон едните и кон другите максималистички барања, кои што во принцип се лични аспирации, не граѓански, не државнички интереси, повеќе лични аспирации. Секако дека со бојкотот на изборите од најголемиот опозицијски фронт губи македонската демократија, но апсурдно е, ама ќе го кажам, и тоа е демократски чин. Нивното бојкотирање, правото да не учествуваат на изборите, и тоа е демократски чин. Втората моја теза е, изборите ќе бидат легални, затоа што имаме кандидатски листи кои што се сочинети од други помали опозицијски партии. Формално правно тие може да се одржат. Но што се случува со демократијата и со демократските стандарди во нашето живење? Секоја улична демократија не води кон подобрување на демократските капацитети на една држава. Значи, не зборам сега дали е оправдано делувањето на опозицијата по пат на улица или не, туку диалогот е единствената форма на решавање на сите проблеми, особено во политиката. Секој изнегување на улица е погубно за оние што се на улица. Тоа се случи и со сегашната власт, која што пред многу години беше опозиција, кога делуваше од страна на улицата и не ги доби саканите ефекти. Истото тоа верувам дека сега се случува и со сегашната опозиција. Значи, решавањето на проблемите секогаш треба да се оди по пат на институциите, собранието, диалогот, средби и така натаму. Максималистичките барања не треба да бидат сведени на личните аспирации, туку да се гледа интересите на граѓаните и интересите на државата. И наместо опозицијата сега реално гледано да ги искористеше локалните избори во контекст на нивното барање упатено до власта за организирање на предвремени парламентарни избори, да ги искористеше локалните избори како своевиден референдум преку кој ќе се опипаше пулсот на граѓаните, да се видеше реално нивната желба во кој пат би требало да се движи Македонија, па потоа да си побараше реално предвремени избори доколку ги увидеше тие моменти, тие според мене си ја злоупотребија и единствената шанса која што може да искористат за нивни цели. Така да сега мислам дека единствениот излез е седнување на маса, преговарање и договарање нормално во интерес да се гледа само интересите на граѓаните, интересите на државата.
Јас не гледам како некој воопшто нешто добива од оваа ситуација. Здравата конкуренција на никого нема да му предизвика никаква штета. Здрава конкуренција значи да се има избор. Здравата конкуренција значи мотивација да се биде подобар, да се биде покреативен. Во овој момент на граѓаните им е одземено правото да учествуваат на избори. Велам одземено им е правото бидејќи имаме само две опции: да не излеземе, односно и ние да станеме дел од бојкотирите, или да излеземе и само формално да се појавиме на избирачките места. Зошто велам формално? Бидејќи во најголемиот дел од избирачките места ќе има само по еден представник кандидат, така? Значи, дали вие ќе го заокружите неговото име или ќе го поништите ливчето, ќе го направите да биде неважечко, буквално не значи ништо, бидејќи ливчето е скинато и цензусот е исполнет. Вие учествувате во изборите и со тоа, значи, одбирате еден или самото еден, значи сакали или не. Значи 10 гласа да има, тоа е тој што ќе победи или таа. Од друга страна, бојкотирањето на изборите и носењето на само во ситуација на кога имаме само еден кандидат, од самите кандидати прави позари. Па јас не верувам сега во оваа кампања дека некој од нив ќе седне и здраво ќе направи стратегија. Колку од нив ќе направат реално проекти кои што ќе бидат добри за општините во кои што тие живеат, за општините кои што тие ќе ги застапуваат. Колку од нив ќе седнат и здраво да се изборат со една конкуренција, значи да дадат подобри идеи, да извадат подобри проекти, да се залагаат за побрза и подобра реализација на проектите. Значи буквално правиме од градоначалниците да бидат позари. Тие немаат предизвик, немаат конкуренција и имаат загарантирано место во администрацијата. Бојкотот на институциите од опозицијата нив ги вади буквално од институционализирана една држава. Најавија дека ќе ги вратат мандатите на денот кога ќе бидат локалните избори. Значи го напуштаат парламентот и не учествуваат на локалните избори. Буквално се самоизолираат. Значи во буквална смисла. Од друга страна, губењето на кредибилитет никому исто така нема да му донесе ништо добро, особено не значи на овие кои што ќе бидат избрани и граѓаните конечно на крајот на криштата остануваат без избор, односно без нивното уставно загарантирано право да учествуваат на избори. Не гледам како бојкотот некому носи нешто добро. Она што го кажа Маја пред малку дека треба да се рестартира, ние не можеме да ги рестартираме нашите животи и секогаш кога нема нешто да ни одговара да го почнуваме целиот процесот поново. Значи напуштањето на играта не значи дека играта завршила. Но значи, промената на правилата на играта своеволно значи сигнал дека може некој да ја напушти масата. Тоа што ќе ја напуштиш масата не значи дека си ја добил играта. Напротив, тој што останал ќе си влезе во кукичка, ќе си ги доизгради хотелите, ќе си ги собере парите кои што се на маса. Мислам, зборувам за игри од типот не лути се човече, монополи, карти и такви работи, значи да не се социмо спомнувањето на монопол е. Тоа се максималистички ставови. Сакам само да се надоврзам и тоа се максималистички ставови, излегувањето на играта и водењето инат на моите правила на игра. Компромисот е важен. Разговорот е важен и во играта и во политиката. Фер, еднакви правила на игра. Затоа кога завршува изборот и кога поразениот излегува и вели доблесно си признава дека изгубил, тоа значи дека ја признал легитимноста на играта. Тој играл по тие, сите играле по исти правила. Сега не зборувам јас само за изборните правила, зборувам и за она што значи што е устав, што е закон. Ние некако видовме дека секој своеволно си толкува кој како сака и двете страни. Меѓутоа пред да навлеземе во жестока дискусија, имаме одлични соговорници. Имаме изјави од наши колеги, значи од различни медиуми кои што се долги години политички аналитичари, кои што ставови исто така се на различни фреквенции за различни сегменти од она што се добива, што се губи со бојкотот на изборите, да ги погледнеме нивните изјави. Македонија ќе изгуби многу без на избори без опозиција. Прво затоа што им се стеснува на граѓаните правото на избор, особено на тие што се симпатизери на опозицијската коалиција. И второ, постои опасност да се инсталира практично еднопартиска власт во локалните средини во условно речено македонските општини во државата, тие се повеќе од 2/3. Затоа што факт е дека во ваква ситуација, ако опозицијата ја нема на изборите, ВМРО-ДПМН, поточно власта предводена од ВМРО-ДПМН, 99,9% ќе ги остави сите условно речено македонски општини, тие се некаде околу 58 на број, ако не се лажам. Станува збор за не така голем цензус, 1/3 за градоначалниците само во првиот круг, а нема цензус за советничките листи,
ниту пак има цензус за градоначалниците во вториот круг. Тоа е бројка која што може да се достигне според мене, без оглед на тоа што има во последно време трендови на апатичност кај гласачите во последните изборни циклуси, меѓутоа мислам дека се достигнува. Јас би кажал сепак нешто друго во овој контекст. Тие избори формално правно ќе бидат легални, меѓутоа без оваа опозиција под сериозен знак прашалник е нивната легитимност. Поентата на демократијата е луѓето да имаат избор помеѓу повеќе опции. Сега тоа подразбира и учество по пат на слободно изразена волја или неучество исто во спротивната страна, така што знаете, да замислиме дека и ВМРО ДПМН ќе откаже да учествува на избори. Дали тоа значи дека во Македонија ќе нема демократија? Не дека оваа ситуација е во ред, меѓутоа ако некој решил да не учествува, а при тоа не наведува сериозни причини во смисла на самата изборна процедура, тогаш тука нема што многу да се стори. Во принцип тука зависи како сакате да гледате на работите. Во крајна линија се работи за локални избори, што ќе се намали довербата на граѓаните во асфалтирањето на улица или кога вади некој документ од општината. Дека има политички проблем, има. Дека не е во ред ситуацијата, не е во ред. Меѓутоа, сега дека ќе се намалела довербата на граѓаните, тоа чисто се сомневам. А на меѓународен план? Па јасно е дека се покажува дека има проблеми и очигледно е дека една од идеите на бојкотот беше таа да се создадат такви проблеми, па потоа врз основа на тоа да се исползува нешто за себе повеќе. Да сведеме на локално ниво. Еве имате што донесе таа разновидност на политиките во општините. Од една страна имате владеачката гарнитура, која со голема поддршка од власта, од централната власт, се осврна на некакво надворешно разубавување на општините. Имате, се градат фонтани, споменици, паркови, што потребно е на една општина. Од друга страна, кога опозицијата го гледа тоа како понуда, за да биде поинаква, дава друга понуда што е во примерот во гасификацијата. Тоа се случува во Струмица и во Куманово. Тоа е друга понуда, поинаква, од друг. Они гледаат на некој начин да им заштитат на граѓаните, овие гледаат да им биде убаво на граѓаните. Тоа се две понуди кои што се разликуваат и кои што се плод на таа конкуренција. Сега, понатаму во годините, општините што се, да речеме, контролирани од ВМРО ДПМН ќе видат дека ова со гасификацијата е во ред, ќе го применат. Овие од Струмица и од Куманово, да речеме, од општините, од опозицијава, ќе видат дека е во ред она, не е лошо и некоја партија да се направи. Сакам да кажам, се збогатува политичката понуда. Како? Со тоа. Ние тоа дефинитивно ќе го немаме, ќе имаме 4 години една политика, која што е диктирана директно од централно ниво и која што реално ќе биде срам за Македонија. Прво, ја мислам дека бојкот воопшто на изборен, било каков изборен процес е погрешна политичка проценка на било која политичка партија, особено ако тоа доаѓа од најголемата опозицијска партија во Македонија. Значи, на човек може да му земете, на сила не може да му дадете ништо. Ако некој не сака да учествува на избори, тогаш одговорноста има политичката партија зошто не сака да учествува на избори. Во принцип, Македонија имаше една таква ситуација со бојкот на избори, тоа е 1994 година и мислам дека тоа беше една од најпогрешните политички проценки на тогашната опозиција предводена од ВМРО ДПМН. Меѓутоа, сепак мислам дека најголемиот губитник во целата таа ситуација е опозицијата, затоа што откако почна да излегуваат листите кои се веќе поднесени до Државната изборна комисија, тие покажуваат дека всушност бојкотот е само на најголемата опозицијска партија и тоа не на целокупната партија, затоа што ако
за многумина излегувањето на избори на Стефче Јакимовски е парцијално и изолирано решение, меѓутоа тоа не е така. Стефче Јакимовски е вториот човек во Социјалдемократскиот сојуз. Тоа само покажува дека единството во опозицијата околу бойкот и не било така цврсто и јасно како што опозицијата изминативе неколку месеци и половина се обидуваше да го демонстрираат. Значи, бојкотот како демократски принцип, односно како еден елемент преку кој што може да се води политичката борба, не е непознат и ниту до сега, претпоставам дека во иднина ќе биде применуван. Последни два примера на кои што најдов беше дека на ланските парламентарни избори во Кувајт имало исто така бојкот. Наскоро е најавен бојкот исто на избори во Етиопија. Има држави како Јамајка кај кои што тоа било применето. Значи, тоа отвара едно интересно прашање во која група на држави Македонија се става со ова што сега моментално се случува. Значи, ако ние сме земја која што аспирира кон Европската унија, а тоа веројатно е единственото прашање во Македонија во кое што најглавните политички партии од македонскиот блок се согласуваат, без да навлегуваме во тоа кој од нив како смета дека тоа треба да се изведе. Значи, со тоа што они не се договорија да има учество во опозицијата на избори, значи они покажаа наједноставно дека не сваќаат како функционира Европската унија. Европската унија е ентитет кој што функционира и обстојува на принципот на соработка, на принципот на компромис, на принципот на диалог. Значи, со тоа што нашите партии, значи кои што 20 години ја водат оваа држава, повторно покажаа дека не знаат да се договорат и не може да преминат преку суетите за да дојде до некој компромис кој што ќе го реши проблемот, тие фактички уште еднаш ни испраќаат слика дека земјава не е подготвена реално да пристапи кон тоа семејство. Значи, ние можеме и понатаму да се маваме во гради дека тоа е нашата цел, тоа е нашата инспирација, тоа е поттикот што ни го дава. Меѓутоа, ако главните политички партии преку практични примери тоа не го покажуваат, тоа што им останува на граѓаните. Значи, тие можат едноставно да седат само дома и да гледаат таа ситуација хаотично како што се развива. Проблемот е многу поголем од она што граѓаните го губат со бојкотот на опозицијата на локалните избори. Имено тоа е како да лечиме канцер со андол. Ние имаме системски проблем. Ние имаме опозиција која не им верува на институциите, а институциите се оние кои што ги гарантираат ферплејот. Тоа е тој проблем. Значи, не е проблемот на опозицијата да истрча на локалните избори, дури ти спомна дека подобро било да излезат на локални избори, па тоа да било... Значи, општините не се некој паралелен свет кој што функционира надвор од Македонија. Ако во законодавниот дом, највисокиот законодавен дом во Македонија, се доведуваат во прашање функционирањето на законите и на уставот, како ќе се гарантира на локално ниво? Ние имаме проблем со системот од горе. Затоа мора тоа горе прво да се реши, за потоа да се преслика. Се друго е домино ситуација. Локалните избори за нив требаше да представуваат само тест за да опипаат довербата на граѓаните, она за кое што тие самите се бореа како опозиција за предвремени парламентарни избори. Кои институции ќе го гарантираат? Зошто да се прави дополнителен трошок на државата во вакви тешки времиња со организирање на парламентарни избори и локални избори, а кога можеше да се искористи како тест во контекст на законите и почитувањето на законите, па не е само парламентот, ако во парламентот не ги почитуваат, во државата има и други инстанции, судската која што е независна, постојат и меѓународни фактори кои што може да ги решат тие ситуации. Се знае дека со законодавниот дом е првата пирамидата и да се повикуваш на економски причини за да се прескокнат парламентарни вонредни избори е смешно после толку многу вонредни парламентарни избори одржани во Македонија, така да тој аргумент е многу смешен. Значи, ако во главниот законодавен дом не се почитува тоа, што потоа ќе ги спречи советниците да ги сфрлаат од советите, како вреки за... Ти само прииска го кажа, го цитираше Венко и кажа дека кога еднаш ќе се направи исклучок и тој се повтори, станува више правило. Ако се премолчи. Значи, што се случи од кога на времето 2000 кога сегашната власт, тогаш опозиција 94-та ги бойкотираше изборите, вториот круг од изборите. На чие конто одат негативните поени за тоа? Се знае дека на СДСМ. Не, извини, одат на граѓаните. Бидејќи 4 години државата
беше оставена во раце на само една политичка партија која што носеше закони како што нези одговара, чисто последици ден денеска уште се влечат во одредени економски сегменти со одредени компании. Значи, не е тука битен интересот ниту на ВМРО, ниту на СДСМ, битен е интересот на граѓаните. Јас сакам да кажам дека они немаат право ни едните ни другите да ни ги скратат на нас, граѓаните, уставно загарантираните права да учествуваме на избори, да бираме и да бидеме избрани. Дали граѓаните избра и некој ги праша дали треба да се случи 24 декември на начин на кој што се случи. Значи правото на избор на граѓаните сега некако дури и се спинува и премногу се нагласува. Одеднаш граѓаните станаа многу важни. Очигледно на двете политички елити воопшто не им беа важни граѓаните во тој момент. Значи, се испинува целата ситуација од 24 декември. Никој повеќе не го спомнува 24 декември, кој што беше иницијалната каписла, дека тоа мора да се реши. Како што еве, значи опозицијата токму го спомнува тој настан. Како ќе се реши? Не, како ќе се реши 24 декември со нови предвремени парламентарни избори? Значи, само тогаш ќе го заборавиме 24 декември ако СДСМ. Не, тоа е враќање на мандатите и повторно враќање на мандатите и одговорноста на граѓаните, граѓаните плебисцитарно да си кажат кој е одговорен за таа ситуација. Ти спомна дека ова било сигнал дека локалната власт не им била битна, што не е точно. Фактот дека ги враќаат мандатите во парламент покажува дека тоа е всушност изјаснување на генерален став дека тие немаат доверба во сите институции во државата. А ако се погледне буџетот, годишниот буџет на општините, вчера прочитав дека само Карпош има околу 35 милиони евра годишен буџет. Не мислам дека тоа е така малку и дека опозицијата се откажува од малку со овој чин. Не мислам дека опозицијата конкретно се откажува, значи ова е сигнал. Мислам, кај нас со години се дерогира локалната власт. Значи, ние можеби на харта имаме децентрализација, меѓутоа ако не функционира добро споната централна локална власт, буџетот може да биде само на хартија. Значи, тоа што они не се договараат, тоа што они не наоѓаат за сходно да се договорат, значи со сето имајќи го предвид сето тоа што се случи на 24 декември како исклучително лоша ситуација, значи они само отвараат ситуацијата уште повеќе да се влоши. Значи и покажуваат дека основните наши проблеми се далеку помалку важни или воопшто не се важни од нивните големи меѓусебни препукувања. Мислам дека дури да беа претседателски избори, опозицијата еднакво ќе реагираше, таа сака да покаже дека нема доверба во институциите, а таа доверба може, како што реков, политички да се ресетира, кога мандатот ќе се врати кај граѓаните и тие ќе одлучат кој оној што заслужува. Точно е дека бојкотот е еден начин на кој што тоа може да се направи. Меѓутоа, од друга страна, тука постои и друга страна. Значи, со тоа што се бојкотира уште повеќе може да се гледа на начин дека уште повеќе се дерогираат институциите. И се продолжува кризата и се изневеруваат 350.000 гласачи од Македонија. Се расплинавме. Да оставиме повеќе простор за петок, да, с која ќе имаме сепак компетентни гости на оваа тема, двајца одлични политиколози со кои што ќе продолжиме дебатата, а секако сите оние кои што не следат на Зебра онлайн МК можат да го кажат својот став на оваа тема преку нашиот Твитер хаштаг стандарден Зебра МК на кирилица и на латиница, како и изборен бојкот овој пат, а исто така и на нашата страна на Facebook Зебра. Ви благодариме за вниманието.